почитувани представници на медиумите, денеска започнуваме со реализација на планот на посети на полициските станици во рамките на секторот за внатрешни работи во Скопје, заради тоа што сметаме дека мораме лично од луѓето кои што работат во полициските станици на овој сектор, а како еден од најзначајните сектори да се запознаеме со состојбата на станичното подрачје кое што го опфаќа, за проблемите кои што ги имаат полицајците, за проблемите кои што се појавуваат воопшто во нивното функционирање, и затоа денеска сме овде во полициска станица во Кисела Вода, како една од поголемите полициски станици кои што опфаќа големо станично подрачје, и да тука поразговараме со вработените од оваа полициска станица за условите и за состојбите кои што се случуваат. Бевме брифирани од страна на командирот на полициската станица и од страна на началникот на СВР Скопје за превземањето на активностите, за степенот на криминалитетот, за превенцијата која што е во оваа подрачје. Навистина имаме подобрување, меѓутоа тоа е далеку од потребното и од очекуваното. Ќе се направат сите можни активности да овој процент се зголеми, да ја зголемиме безбедноста на граѓаните, заради тоа што појавувањето на многу кражби, на други деликти и така натаму нудат потреба или пред нас очекуваат потреба да и енергично реагираме во тој дел. Навистина треба да превземеме поголеми и посериозни мерки, тоа беше денеска договорено, да ги отстраниме одредени проблеми кои што тие ги имаат, а се со цел да им помогнат во нивното работење. Тоа ќе го направиме и во сите полициски станици во Скопје, и да навистина безбедноста на граѓаните на Скопје биде на едно поголемо ниво, иако и за сега состојбата на безбедносен план во Скопје е стабилна, нема поголеми нарушувања, меѓутоа секогаш треба и може и подобро од ова што е денес. Има проблеми во делот на функционирањето, пред се мал број на полициски службеници кои што работат во полициските станици. Настојуваме, посакуваме, тоа е и навистина заложба да ја вратиме позорникарската служба во Скопје, а потоа и во Република Македонија, меѓутоа за тоа треба поголем број на полицајци кои што ќе можат тоа да го прават. Ќе се организираме во тој дел, меѓутоа исто така има проблеми во делот на просторното сместување, проблеми во делот на техниката. Сето тоа се разгледува за да можеме колку толку барем чекор по чекор да ги намалуваме овие проблеми, а со тоа и да зголемиме мотивацијата кај полициските службеници. Господин Спасовски, криминалитет се соочуваат највисок процентот на територијата на Кисела Вода? Има најмногу имотни деликти кои што се случуваат, тоа што го дознав од брифингот, меѓутоа се зголемува и процентот на реализацијата во овој дел, така да ќе се направат и дополнителни анализи како и на кој начин да тој процент го зголемуваме што е можно повеќе, меѓутоа многу важно и превентивно да делуваме. Најзначајно за превенцијата е да имаме позорникарска служба. Господин Спасовски, ги слушавме изминатите 2 дена изјавите на градоначалникот на Пустец. Дали е вистина дека немало налог за негово приведување и дали е точно дека тој бил закана по безбедноста на полициските службеници кои што го приведуваат? Активностите кои што се спроведува во однос на оперативната акција Титаник ги водеше специјалното јавно обвинителство и е постапено врз основа на нивна наредба. А имало ли налог за приведување? Значи се што е превземено врз основа од наредба на специјалното јавно обвинителство. Добро, зошто приведен господинот Тимелко, например, останатите осомничени како Нена Киевски, Јанкуловска не се приведени? Сите тие прашања ќе ги поставите до специјалното јавно обвинителство, бидејќи тие ја водат оперативната акција. Дали заврши стечењето на панцирите кои што беа пронајдени во фабриката за фери на Чауш? Исто така се работи во однос на таа истрага и е под водство на организиран криминал, односно јавното обвинителство за организиран криминал, таму ќе побарате детални информации во однос на. Дали успеавте досега да расчистите некои од случаите за напади против новинари, го ветивте тоа уште при превземањето на функцијата? Да, има еден од случаите кој што е расчистен во делот на нападот на Боријан Ивановски во кафената Сокаче. Се работи на расчистува и на другите, зашто ќе информираме, меѓутоа мора да бидеме и да признаеме дека во одредени случаи на напади не само на новинарите, туку и на други напади кои што се случиле, има одредени пропусти кои што биле направени на денот на случувањето, така да потешко се доаѓа до информации, затоа тоа трае повеќе. Има ли веќе поднесено приве, споменавте еден случај, дали за овој случај се поднесени правни мерки кои што може да бидат превземени во однос на овој случај се преземени. Господин Спасовски, на пресконференцијата на специјалното обвинителство беше спомнато дека има 35.000 лични карти кои се направени не се подигнати во МВР. Исто така дека се креирани 15.000 матични броеви.
Каква е вашата информација за тоа? Значи, податоците кои што ги соопштува специјално за јавно обвинителство во однос на предметот за кој што работат се податоци кои што ги добиле официјално од структурите, од службите кои што се тука. Јас не би сакал повеќе да коментирам во однос на овој дел, затоа што предметот е во тек, истрагата во тек и мислам дека не е реално да тоа го соопштуваме во Што ќе стане со тие лични карти? Ќе се води постапок. Имало пропусти и нападите кои што се случувале врз новинари, дали ќе покренете постапка пред секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди кој направил пропусти при постапувањето кога се случиле тие напади? Значи, затоа ви кажав дека во однос на одредени напади има пропусти. Нормално дека сега се работи во рамките на секторот за внатрешни работи Скопје во однос на овие напади, заради тоа што се најчесто и во Скопје, и секако дека таму кај што ќе се констатира пропуст на било кој полициски службеник, за тоа ќе се има соодветна постапка која што ќе се води секторот за внатрешни работи. Ги посетувате ли полициските станици низ Република Македонија или само во Скопје? Тоа го кажав и во претходна изјава, тоа можете да го видите и по медиумите, дека и секторите за внатрешни работи и полициски станици, дури полициски станици кои никогаш до сега не биле посетени, како што беше полициската станица во Мазрача, отидов да се сретнам со полицајците, заради тоа што сметам дека најдобар извор на податоци, на информации, на проблеми и така натаму можеме да ги добиеме од луѓето кои што се непосредно на теренот, тоа се полицајците. Благодарам.